Добар ден, добре дојавте. Последниве денови глобалната економска сцена повторно е во фаза на силно прегрупирање. Со новиот бран остри санкции на САД кон Русија, кои ги таргетираат извозот на енергенси и финансирањето на државните приходи, Москва се соочува со најсилниот економски притисок од 2022 година наваму, всушност од како почна војната во Украина. Дополнителен удар и повлекувањето на Индија како сигурен купувач на руска нафта, сигурен и еден од најголемите. Трампа во овој втор мандат во Белата куќа води агресивна, но на моменти и прагматична политика кон Кина. Дали станува збор за привремено примирие во трговската војна? Всушност, ова примирие и не е некој мир, туку нов баланс на интересите. Последиците врз глобалната економија од се во ова се двојни. Цените на нафтата и гасот се во состојба на нестабилно мирување, а Европа останува најранлива под притисок на повисоки цени на енергија и ограничен пристап до ефтин газ. На оваа тема денеска да си кажеме со Дејан Бешлиев, извршен директор на Македонско-руската стопанска комора, и Симон Узунов, енергетски експерт. Господа, добре дојавте. Добро ве најдовме. Господин Бешлиев, како ги оценувате последните санкции на САД кон Русија? Дали се само продолжение на економскиот притисок или ова може да стане збор, може да зборуваме за почеток на нова фаза на многу поагресивна и посилна изолација? Да, добар ден уште еднаш. Како ги оценуваме? Санкциите апсолутно се продолжение на економскиот притисок врз Руската Федерација. Тие се пред се креирани и воведени со цел да се направи оној притисок за постигнување на мировен договор. Креирани се директно кон еден од најсилните сектори во Руската Федерација, нели, тоа е извозот на нафта и нафтените деривати. Но се уште би рекол се креирани само онака во однос на самите извозници на нафтата. Не е на самата нафта, сакам да речем, не се толку стрикни и даваат широк простор за понатамошна работа. Колку реално овие мерки можат да ја погодат руската економија и кои сектори, рековте, насочени се кон нафтениот сектор, меѓутоа дали е погоден или засегнат и финансискиот систем, извозот на енергеси, индустриското производство внатре? Видете, извозните капацитети сега со Лукойл, Ростнефт и претходно со Газпром и Сургутнефт опфаќа некаде околу 80% од рускиот извоз. Значи, овие санкции прилично силно ќе удрат на рускиот извоз, но од друга страна, доколку ги погледнете бројките во самата руска економија, да кажеме, производството на нафта и нафтени деривати во Лукойл е само 15% од нивниот од вкупната количина на нафта која што ја произведуваат. Прашањето е покрај овие санкции кои што се наведени, ништо друго. Мислам дека подоцна ќе има можеби реперкусии на банкарскиот сектор, бидејќи ќе има намалување на приходите, на приходната страна, ќе има веројатно флуктација на добивката, односно ќе се одрази на дивидендите кои што ќе ги исплаќаат овие компании и кои што сигурно ќе бидат пониски. Ќе мора руските производители да направат определено намалување, односно зголемување на попустот кој што ќе го даваат на оние компании кои се уште ќе купуваат од нив, значи финансискиот сектор ќе биде веројатно погоден. Добро, господин Узунов, дали новите санкции кон Русија реално ќе влијаат на глобалните цени на нафтата и гасот или пазарот веќе ги абсорбираше овие шокови? Претпоставувам дека нема да влијаат толку колку што на прв поглед може да се каже дека би можеле да влијаат. Прво затоа што она што како ОПЕК реагира во последниве недели, месеци, има една индикација дека ОПЕК смета дека производството е преголемо и дека нема да се зголеми побарувачката. Што значи повеќе се плаша да не се претера со производство и да паднат цените. Така што нема најавено зголемено производство во првите месеци на 26-та година. Сепак, кажавме и во најавата, ако Индија и другите азиски купувачи се повлекуваат поради острите санкции од САД, кој ќе абсорбира
таа количина, тоа количество на руска нафта која досега завршуваше таму? Тоа е едно широко прашање. Секако ќе се најде начин. Делумно нафтата, како и парите, нема мирис, нема боја, се знаат разликите, меѓутоа можам да кажам слободно дека постојат можности руската нафта да се продава во друг формат. Например, ништо не е невозможно да, например, како и гасот, да руски газ оди во Азербејџан, а од азербејџанскиот гасот да се извезува како нивни, нормално тоа е нивни газ, и тоа не е некој голем проблем за економијата. Така што ќе има разни обиди, разни механизми на кои ќе се абсорбира тој газ, тоа секако руската држава и посебно Лукойл и Роснефт ќе си ги најдат начини за да тоа го материјализираат онолку колку што можат. Целта, у суштина, на оваа мерка меѓународна на Соединетите Американски држави е токму тоа да се направи проблем на Русија во испораката на нафтата. Целта е да имаат помалку добивка. Пешкиев Узунов вели нафтата, односно рускиот извоз ќе си најде друг формат. Тој термин го употреби. Сепак дали за рускиот енергетски извоз остануваат како алтернатива за загубениот индиски пазар, можеби Африка, Блискиот Исток или пак Кина? Видете, се согласувам со господинот Узунов. Прво, рускиот извоз беше 45% во Индија и се откажа неколку од големите играчи, но не и индиската Indian Oil Corp, односно ИОК, кој што вели ние и понатаму ќе купуваме руска нафта, ќе видиме во која форма. Една од формите ќе ја спомнеме, тоа е Каспискиот конзорциум, кој што не потпаѓа под санкции, а каде што само Лукойл има околу 50% од сопствеништвото. Затоа што нафтата нема, како велат и парите ни боја не мирис, сега го спомнавме, тие имаат производство во Казахстан, во кое што учествуваат и доаѓа руска нафта и која што не можете да поделите дали е руска или казахстанска која ќе излезе. Кина исто така моментално ги сопре нарачките на краток рок, но мислам дека веќе работат со руските партнери на кој начин тоа ќе го изведат. Дали тоа ќе има поинакво име на трговците или пак тоа ќе биде изведено преку трети страни. Затоа напомнав и во почетокот. Ова е само кон овие производители, санкциите се само кон овие производители и извозници, но не и кон нафтата и не кон други фирми. Добро, спомнавме Азербејџан, Казахстан и Кина бара нова форма на тој извоз да продолжи, односно увоз на нафта од страна на Русија. Колку е тоа на некој начин политички ризично за овие земји со оглед на нивните намери и тенденции сепак да негуваат добри односи со САД, особено сега кога си Трамп имаа самит? Секоја држава ќе си води политика да најдобар пресек на тоа што може да изгуби, тоа што може да добие. Никој нема така лесно да се откаже од енергенс кој е, да речеме, со некоја субвенционирана цена веќе на пазарот понуден и ќе ги направи сите можни обиди да не изгуби, да го искористи моментот. Така што има кој продава и во Африка, и во Јужна Америка, на многу пазари, кои не можат директно да се каже дека ќе бидат толку строго под влијание на овие одлуки на Белата куќа. Сега останува друго прашање, кој е интересот пак директно на оваа политика на Соединетите Американски држави? Основата е во тоа да се спречат, да се намали добивката на Русија од извозот на нафта. Второ, може да се каже дека интерес е и да се замени со америчка нафта, да имаат они добивка. Затоа, например, во голема мера е присутно, да речам, извоз на америчка нафта се повеќе и повеќе во земјите кои дека им треба нов снабдувач. И трето, исто и со гасот. Примерот е многу сличен. Течниот газ, природен газ, се повеќе доаѓа од Соединетите Американски држави. Тоест, веќе Европа купува огромни количини, дури и повеќе од колку што треба. Увозот на гасот се намалува на ликвид
на течниот природен газ. Веќе порастот е се помал и помал. Од 13%, па следната година 8%, ова година се предвидува 2% да биде порастот на увозот на газ од. Значи, се заситува веќе пазарот со енергенси кои доаѓаат од Соединетите американски држави. Ги спомнавте проценките на ОПЕК и нивните прогнози дека има побарувачката на нафта е таква како што е. Меѓутоа, како привременото примирие помеѓу САД и Кина влијае на енергетските текови и на цените на суровините? Има ли директно влијание? Тоа зависи од тоа што се договори. Што се случува на пазарот последниве денови? Нема големи проблеми. Нема онакви шокови како што прво кажав, нема големи шокови како што претходно се очекуваше дека може да бидат. Тоа не верувам дека ќе постои некаква паника и некакви стратешки, да речем, движења во цените. ОПЕК е оној кој главно ја диктира цената, динамиката на цената, а тука не гледаме некои резерви, некои нови движења, најавени стратегии околу тоа. Едноставно си останува нивниот пристап кон пазарот да биде горе-долу онако како што е најавен пред да дојде до овие санкции. И зошто во услови кога двајцата оценувате дека секоја земја се води од сопствените интереси и си го бара патот да си обезбеди доволно количество на енергенси, оноко колку што се потребни, Европа е сепак најранлива? Затоа што е најувозно зависна од сите овие. Во Азија ги имате и Ирак, имате и блискоисточните извори, Русија како таква се пренасочи кон истокот. Европа мора и увезува од Соединетите држави. Не е толку лесно како што изгледа. Има доцнења во испораките, има намалување на испораките, цената не е толку ефтина како на нафтата, така на гасот. Иако и Европа ги користеше на мала врата оние можности, да речеме, од најара, од Индија ги купуваше набавките на нафта, најара со 40% е Роснефт собственик, така да навистина Европа е во ситуација да постојано. Зошто не успеа од 2022 наваму да најде алтернатива за ефтините руски енергенси? Па не е така лесно, не можете вие да замените нешто што го имате ефтино и на изворот во Русија и сега треба да го донесете од некоја трета страна. Пред се заради тоа што источните производители сепак имаат долгорочни договори кон тогашните, односно своите константни купци. А сега нагло некој да отстапат од оно што биле договорено со претходните купци за да дадат на Европа, не е тоа така лесно и нема да се движи така брзо. Узунов, како ќе изгледа европскиот пазар во наредните години без руската нафта и газ? Ќе бидат само енергетските поскапи и ќе се најдат, ќе се донесат од САД? Ќе се донесат со тоа што и до кога ќе зборуваме за Европа дека е најранлива во оваа констелација? Долго време. Европа е многу ранлива од повеќе причини. Прво, затоа што е зависна од енергенси, како што спомна господинот Зоро. Тоа што она што е зависно од Русија има еден есеј од не сеќавам на името на американскиот журналист, има многу убава сентенца: Европа е западниот дел на Русија. Во енергетски поглед тоа е така. Европа нема доволно собствени извори, мора да зависи од Русија, поврзана е со изворите во Русија директно, значи со мрежи, со гасоводи, со нафтоводи, веќе изградена инфраструктура и што е многу поевтино отколку да се втечнува гасот, да се повторно да се гасифицира, да се носи нафта со танкери и слично. Значи, овој пристап е најекономски оправдан. Тоа трагедијата е само во тоа што сега сме во средината на една, или се надевам на крајот, на една многу трагична војна, сукоп кој мора да се разреши, да не се случеше, ние ќе си имавме пристап до секако до енергенсите на Русија. Сега во вакви услови Европа ќе си бара најекономски оправдан начин. Секоја
земја членка или држава воопшто во Европа ќе си бара што повеќе да може да искористи, да речам, ефтини ресурси, односно колку може, без да ја наруши заедничката политика на Европа. Меѓутоа, сите сме носители на таа политика и мора да ја следиме. Доколку војната не заврши според посакуваното и ако дојде до дополнителна ескалација на трговските односи, односно со дополнителни санкции за заострување на таа игра, колку е реален ризикот од нова енергетска криза во Европа со оглед на тоа што сме во есен и ни предстои зима? На краток рок не би рекол дека има голема опасност. Европа прво има резерви секогаш, второ има ресурси, еве како што реков, побарувачката во Европа не расте така брзо. Изворите се тука, присутни се, дали ќе биде тоа Соединените американски држави или некој друг снабдувач, се едно, постои понуда, постојат извори на енергенци на располагање, постои инфраструктура која може тоа да го пренесе, така што технички земено нема голема веројатност дека ќе има криза во снабдувањето. Цената е нешто сосема друго. Пазарот може да биде под некое влијание, да речеме помалку или повеќе неповолно, меѓутоа и тоа е транзиторно во смисол на тоа да може ќе се води политика да се ублажат ударите, така што тешко ќе. Па добро, од оваа перспектива сега не може да зборуваме ниту за криза во 2022 кога на некој начин беше затекната Европа, меѓутоа имаше ценовен шок. Значи енергенците отидоа. Ценовниот шок во 2022 година беше заради нефункционирањето на неусогласеноста на пазарот во тој момент. Постоја одредени движења кои не беа добро уредени и дојде не до криза на снабдувањето, до криза на цената на пазарот. Енормно се зголемија цените, а тоа повлече затварање на еве сега на пример во текот на престојната зима на енергенците. Еве сега на пример во Бугарија е многу поголема паника, многу поголема перцепција на криза, затоа што немаат огромна рафинерија во Бургас, која еве сега Лукойл треба да се приватизира, па што ќе се случи со нивните цени, а веројатно они си имале и субвенции во тој поглед, така што сега одеднаш се експонирани на пазарни цени. Секаде каде што има претходно нарушување на пазарните односи, сега може да се случи некаков шок, некаков удар. Кога пазарните цени и пазарната реалност ќе се појави. Слично така, она што кај нас е случај е дека кај нас електричната енергија е вон пазарните односи. Ние се снабдуваме, барем за широката потребувачка, универзалниот снабдувач од ЕСМ. ЕСМ се субвенционирани цените, тие се продава поевтино од колку што произведува. Тоа е неодржливо, тоа не се пазарни цени. И тоа е експозиција на снабдувањето, односно на пазарот, на цените, на односите на глобалните пазари. Ја спомнавте Бугарија, поради рафинеријата во Бургас. Какви се другите директни последици од ова што се случува на глобалната сцена врз регионот и врз Македонија конкретно? Сите има надвор од тоа што ЕСМ има субвенционирана цена на производството. Тоа е друго, тоа е друга тема, само за пример го кажав. Дека ние треба и тука да водиме сметка како ќе ги реализираме паразните односи. Иначе цените ќе бидат берзански. Сега натаму, секаде каде што ние да речам ќе преминеме од договорите на Лукойл, снабдувањето од Лукойл на новиот собственик, односно во новите услови, оно што ќе се случи е ќе дојде пазарот, поотворен пазар, поконкурентен пазар кај нас. Она држава која би имала субвенции, например Србија, може да каже дека исто така дека те треба повеќе да се напор да вложи, затоа што они беа многу поослонети на директно на увозот на газ и на нафта од Русија. Така што тоа е нивото на опасност. Велам, снабдувањето многу тешко може да се очекува дека ќе биде под ризик. Нема да биде. Цената може да биде. Добро, Бешлиев, може ли руската економија да ја одржи сегашната динамика пред се и на долгорочно водење војна со вакви ограничувања? Каде е всушност најголемата руска ранливост? Каде е најранлива Русија? Колку долго може да го издржи овој економски притисок? Сега тоа е едно прашање малку комплексно, не е на нас да го оцениме дали можат да го издржат или не. Сигурно дека тие
определени пресметки прават. Да речеме, после објавување на санкциите на 22 октомври, имавме, ајде благо кажано, ладнокрвна оценка од руските, од председател па и министри и така високи личности, дека во ред. Тоа е нешто што е очекувано, дека имале доволно време да се подготват, дека имале примери преку Газпром и Сургутнефт како сето тоа може да го балансираат, дека тоа не е така преку ноќ, не знам, страшно за руската економија. Од друга страна, гледаме дека сепак ќе имаат некаков удар. Дали долгорочно можат или не, колку тоа ќе остане. Добро, патувате често таму на конференции, на економски форуми. Што велат руските компании? Што се зборува генерално во бизнис круговите во Санкт Петербург? Еве ќе ви кажам дека, например, што вели бизнисот? Кога бизнисот, секој бизнис сака повеќе да продава, тоа е јасно. Секој ограничување ќе му прави проблем во неговата работа и тоа е повеќе од јасно. Меѓутоа, тие покажа од 22 година наваму една определена еластичност. Да кажеме, пред малку зборувавме, 22 година беше психолошки повеќе моментот, па цената отиде од 50 на 100 долари за барел. Сега гледате од 60 до 65 се движи и не мрда. Цената, значи, веќе и самите берзи научија дека русиве ќе успеат некако да се снајдат, дека нешто прават. Нивнава, да кажеме, уметност во избегнување на тие санкции или начин на функционирање, берзиве ги научи да бидат повнимателни со проценките. Пред малку го спомнавте и ОПЕК. ОПЕК плюс во случаев не може да постигне лесно договор за зголемување или намалување на цените, бидејќи таму влегува и Русија во состав на овие земји кои што го договараат производството, цената и ги диктираат условите. Како тоа ќе влие и колку долго они тоа го планирале, јас на една од тие конференции на кои учествував, поточно на Санкт Петербургскиот форум оваа година, се кажа дека за 2026 и 2027 година руската економија, односно државата е спремна во овие услови да функционира. Значи во наредните 2 години се они спремни да функционираат под овие вакви услови, со сите ризици. Добро, имајќи го преди целиот овој мозаик за кој зборуваме, дали е можен енергетски компромис меѓу Западот и Русија на среден рок, или од сега натаму ќе зборуваме сепак за трајна поделба на пазарите? Прво, ако се оствари и намерата на Трамп, сценариото дека сепак ќе ги седне на иста маса Киев и Москва и ќе направи мир таму. Прво, многу тешко е да се предвиди како ќе заврши и кога ќе заврши овој конфликт, оваа војна. Реално земено многу зависи од целосната, да речам, политичка волја во Русија да ја продолжи војната однатре, значи внатре во самата структура на населението, затоа што економски земено они се спремни да издржат притисок. И не може да кажеме дека само со економски притисок ќе се постигне целта. Иако да се надеваме дека тоа ќе овозможи, таков притисок ќе овозможи што побрзо да се дојде до решение. Какво ќе биде тоа веќе не. Ние, како, да речам, дел од Европа, од европскиот континент и од европската структура на пазари, енергетски пазари, сме секогаш зависни и експонирани на околината, на влијанието на светските пазари, а Русија е еден многу голем дел од тој пазар. Не може Европа така лесно да и така брзо да се ослободи. А на подолг рок, секако претпоставувам дека сите се свесни дека во еден момент кога конфликтот ќе биде надминат, не верувам дека економски оправдано да се очекува да продолжи изолацијата или да не се искористат бенефитите. Русија ќе остане тука, енергенсите ќе бидат достапни, инфраструктурата ќе постои и сега некој одинат да ги изолира во случај кога нема спор, кога нема конфликт, кога нема ни званични, нити санкции било какви, кога сите прашања се решени, кога Украина претпоставуваме дека ќе има договор и ќе бидат пријатели со Русија, сега некој друг ќе ги игнорира русите со нивната понуда, све зависи од тоа што ќе понудат тогаш.
Бешлиев, каква е моменталната, односно економската, трговската размена помеѓу Русија и Македонија во текот на 2025? Да, па се помала и помала во однос на она што претходно го имавме, се движи во многу ниски рамки, околу 30 на милиони долари, многу опаднат во однос на пред 2022 како е? Колкав е падот? Па видете, во 2022, ако ја земеме како референтна бројка, каде што се движеше околу 129 милиони долари вкупната размена, падот е од прилика 1:3 во овој момент. Очекуваме до крајот на годината така да дојде. Падот пред се однесува на нашиот извоз. Односно, ние бевме, да кажеме, најмногу погодени од времената мерка за забрана на извоз на овош и зеленчук. Сето она останато и понатаму е достапно на рускиот пазар од македонските производители, но проблемите се јавуваат во транспортот, во платежните трансакции, така да тука тие потешкоти го намалуваат нашиот извоз во Руската Федерација. Дали постојат директни или пак индиректни последици врз македонските компании што имаат трговски врски со Русија? Пред малку реков, директни последици се времената забрана за извозот на свежо овош и зеленчук, а индиректни последици се овие отежнати услови на работење од типот на банкарски трансакции, исклучувањето нели од SWIFT на Руската Федерација, невозможноста да се платат директно сметките и секако логистичкиот момент, транспортот на нашите производи е исклучително отежнат поради разните санкции кои што се во разните пакети донесени од страна на Европска Унија, транзит или директни дозволи за транзитирање и така натаму го отежнуваат сето тоа. Узунов, дали кога живееме во време на дигитална ера, во време на вештачка интелигенција, нафтата и гасот ќе останат да бидат во глобалната економија основната валута на моќ? Прво, или може да зборуваме за зелена транзиција и за нешто друго и на долг рок да бидат потиснати од сцената? Да се надеваме дека ќе бидат, затоа што во интерес на климатските промени, на засувањето на климата на целата планета, е да што побрзо се отстранат емисиите на јаглен диоксид, како прво и на метан. Трамп вели не постојат климатски промени, тоа е голема. Тоа он можда во САД не постојат, не знам. Значи таквите климатски промени се доволна причина да се работи со сите сили да се спречат таквите промени, а да не зборуваме и дека искористувањето на обновливите енергетски извори е еден многу поширок концепт, не само климатските промени, туку самата циркуларна економија, самата одржливост на ресурсите на снабдувањето многу е зависно од тоа колку се одржливи изворите. Ние имаме извори на енергија кои не се, например, биомаса. Биомаса во многу земји не е неутрална кон климатот. Има емисии на гасови, меѓутоа е одржлива затоа што е тоа енергија која се обновува. Подобро е него да се искористуваат фосилните, например, горива. Од друга страна, за новите извори обновливи, фотоволтаиците и енергијата од ветерот е нешто што во секој случај треба да се замени и мислам дека има многу уште потенцијал кој не е искористен. И во транспортот од овие извори. Во таа ситуација нема да бидат доминантни веќе руските енергенси, веројатно нема да може Русија да се однесува така како што се однесува. Јас би рекол дека и руските компании ќе почнат да произведат и да извезуваат технологија и тоа исто тоа се прави и сите го прават. Тоа го прави и Exxon, тоа го прават и British Petrol. Меѓутоа чиповите на Nvidia најдобрите остануваат во САД. Како на дополнување, на тоа е изјава само, ќе видиме. Како на дополнување, руските компании извозници во Кина на нафта и газ велат не сме загрижени од санкциите толку заради количината на извоз на нафта и газ. Повеќе не загрижува тоа што во Кина енормно расте бројот на електрични возила. Значи, тие имаат во моментов некои 7,25 милиони производство на електрични возила и ќе го зголема до 9,2 милиони, а градот имаат стратегија за 3 години да изгради 28 милиони единици електрични полнења на секаде низ Кина.
Тоа е оно што вели не загрижува, бидејќи тоа е движечката во овој момент движечката врска помеѓу Русија и Кина извозот на нафта. Ако тоа се намали поради овие електрични возила, тоа ги загрижува, не толку санкциите како така. Ако смеам да се надоврзам со една реченица, искористувањето на фотоволтаиците, на пример, зашто се електричните возила толку стратешки оправдани и потребни и кај нас, тоа може да биде случај. Користењето на батериите во електричното возило, кои се полнат од фотоволтаици, е еден начин прво да се оптимизира искористувањето на сончевата енергија, второ да се намали цената, максимално да се намали цената на транспортот, бидејќи најевтина е енергијата која е бесплатна во транспортот. Велам, таа батерија наполнета на едно приватно електрично возило, наполнета од фотоволтаик, нема поевтин начин на транспорт. Добро, зборувавме за Казахстан, Азербејџан, зборувавме за нови формати на кои извозот ќе мора да си го најде својот пат. И досега руската нафта во Европа стасуваше како Лукойл, кој не е Лукойл, руски, туку е Лукойл. Колку сега во новата ситуација кога Лукойл мора да се приватизира, постои ризик тој извоз да се пренасочи преку нови сиви канали на трговија, преку посредници трети земји и повторно да стасува тука. Вака, Лукойл е приватна компанија, тој не се приватизира. Односно да го Лукойл исчисти рускиот доминантен капитал. Вака, санкциите на финансиската контролна агенција на Америка се на Соединетите Американски држави се однесуваат на Лукойл и на Роснефт. Но Лукойл има неколку овдека субјекти во Европа, кога ќе кажам овдека. Значи во Австрија, со сеште во Австрија Лукойл Интернационал, во Женева е Литаско, понатаму во Дубај е Литаско, кој што 2022 уште е поделен, нели, за да може да врши трговија. Се во ова ви кажува дека тие некако однапред се подготвува дека може да дојде до оваа ситуација. И не случајно е дека активите на Лукойл во Европската Унија ќе бидат продадени на веќе најден купувач. Тоа е Гунвор, нели, компанијата, шведската компанија Гунвор, која понудата ја даде на 25 октомври, а на 27 октомври ја прифати Лукойл. Сето тоа некако чудно, мистериозно, многу брзо. брзо, да. Гунвор ќе ги купи оние активи кои што се, да кажеме, Литаско и Лукойл Интернационал. И сето тоа ќе му Од каде дојде возможи... тој така наречен мистериозен шведски милиардер? Сега кажа, веќе тоа не е случајно, веројатно 3 години се подготвувале кон ова сценарио. Не е тоа, знаете како, за 2 дена многу лесно да најдеш, не е лесно воопшто да најдеш купувач, а не па на толкав сет на овакво на компании, бидејќи Лукойл не е само една, влегува низ многу компании во разни форми, со акции или како собственички 100%, 50%, 45% како што е во Холандија, во Белгија, во Романија, учесник во собственичката структура. Така е. Се проценува дека тој асет е околу 12 милиарди евра во Европа дека чини и дека Гунвор ќе го добие со некој дисконт од 20-30%. Но Гунвор е најголемиот светски играч на трговија со нафта и нафтени деривати. Понатаму сиви канали, спомнавте, сиви канали и досега беа познати руската сива флота која брои некаде 950-960 бродови танкери кои што превезуваат нафта. Од нив само 557 досега се под санкции. Значи се уште тие функционираат, но и тие 557 возат, ја носат нафтата. Како да ви кажам, едноставно санкциите важат, ама не важат. Важат, ама не важат, ете баш. Тешко се реализира. Тешко се реализира. Не може да најдете... Европската Унија има една одлука во која вели не смее да влезе во Европа бензин и нафта од преработки од нафта од Русија. А како тие ќе го определат дека е тоа од Русија нафта да изворот? И имајќи се ова што го зборувавте и кажавте и употребивте термин руската економија се
покажа како доста еластична. Имате ли впечаток дека овие санкции од 2022, односно 2014 наваму како се заострува пакетите и особено од 2014 или овој последниот најостар пакет на санкции, дека на долг рок ја ослабува или напротив ја прави поиздржлива, поотпорна руската економија? Па ефектот е обратен наместо. Видите, навистина е тешко да се процени. Во почетокот нема да има толку голем удар, ќе се прилагодат. Меѓутоа, на долг рок сега разговаравме. Можеби пазарите ќе побараат алтернативни начини на снабдување со енергија, а нивната најголема сила беше во енергенсите. Можеби на долг рок ќе почувствуваат определен проблем, но не верувам дека нешто ќе биде многу драматично. Бидејќи и самите си креираат политики кои што ќе им помогнат да обстанат. Мора да завршуваме Узунов на крај само кусо, дали овие сите глобални економски и трговски турбуленции можат да и донесат некоја шанса, особено и на една мала и енергетски зависна Македонија? Онолку колку што Македонија е свесна за можностите кои се околу неа и на политиките внатре во енергетиката, да ги искористи условите кои се и механизмите кои сега се нудат, особено со усвојувањето на новиот закон за енергетика. Постојат механизми кои можат да се искористат како енергетски заедници, како агрегација на малите производители, како агрегација на услуги во снабдување со енергија. Зборувам за електрична енергија, меѓутоа и за горивата слично важи да се ориентираат кон пазарното стопанство. Тоа се основните потенцијали во кои Македонија може да се најде себе си. Извоз на енергија од кај нас многу тешко може да се случи, меѓутоа можеме да, затоа што немаме ресурси освен фотоволтаиците и ветровата енергија кои доаѓаат и кои сега може да се каже дека ќе има доволно капацитет дури и за извоз за одредени произведувачи, меѓутоа тоа е тоа, колку што ќе бидат заинтересирани. Ние имаме отворена политика на инвестиции, имаме силна програма на инвестиции во енергетиката, нормално не во нафта и производство на деривати, туку во фотоволтаици. Симон Узунов, Дејан Бешлиев, ви благодарам многу за учеството во денешното издание, да се каже. Ви благодарам. Благодарам. Почитувани, тука е крајот. Ви благодарам што бевте со нас. Останете на Телма и довидување утре во истиот термин.